Гостин во студиото на Слободна ТВ Марин Гавриловски, адвокат, колумнист, човек кој повеќе од 3 години секој четврток пишува колумни за Слободен печат. Добар ден. Добар ден. А 40 слушателите гледачите и читачите на Слободен печат. 49+1 е насловот на збирката на колумни. Интересно име. Прво вака што прифаќа, што привлекува внимание, што е значењето на името? Па да, оваа година го одбележуваме 50 годишен юбилеј, мојот 50-ти роден ден, па решив името да биде поврзано со тоа. Токму затоа ја нареков мојата книга 49+1. Во неја има 49 објавени текстови и еден необјавен текст, да им биде малку поинтересно на оние кои ќе читаат книгата, да имаат еден текст кој што не е објавен, а сите други текстови се веќе објавени на страниците на Слободен печат. Сепак да има нешто што ќе биде веројатно овој 50-тиот текст ќе биде објавен во следна некоја збирка која ќе дојде. Повеќе од 3 години пишувате секој четврток за Слободен печат. Кои се темите? Што образложувате и кон што е фокусот на вашето пишување на колумните, каде што го давате својот став? Генерално тоа се теми кои што се од првенствено мој интерес, меѓутоа тоа е и некој поширок општествен интерес. Ме интересираат различни теми од тоа како функционира државата, колку таа може да се доближи до граѓаните и да им помага, какви се нашите меѓународни релации на нашата држава со меѓународната заедница и пошироко, кои се проблемите кои што се појавуваат во светот, во светски рамки, меѓутоа и некои теми кои што се можеби не толку политички актуелни како што се историски теми и слично. Тоа се генерално темите кои што се од интерес мој, се надевам и на читателите кои ги читаат колумните. Што е тоа што го поттикнува еден адвокат? Вие сте сепак адвокат по образование и професионално, нели, работите како адвокат, да се занимава со еден оваков тип на колумни, на медиуми, на нешто што можеби и не ви е во описот на пишувањето, иако сте интелектуалец, секој интелектуалец нормално дека мисли слободно, но сепак што е поттикна и дали наоѓате време за тоа? Сепак е захтевно. Да, тоа првично кога почнав да пишувам, добив инспирација од ирационалниот спор кој што постои се уште меѓу Македонија и Бугарија, околу нивните ирационални барања поврзани со промената на нашиот идентитет. Тоа едноставно не можев да го премолчам и морав да напишам еден текст кој што го пратив до редакцијата и најде на позитивен одзив. Се објави тој текст на страниците на Слободен печат. И потоа едноставно наоѓав некоја следна тема која што предпоставував дека ќе биде интересна за читателите и ја пишував. Едноставно доби потреба да го кажам моето мислење за некои актуелни прашања и сметам дека е тоа дека преку тоа мое искажување наоѓам на позитивен фидбек од страна на читателите, дека фактички и тие слично размислуваат на тоа што сум го напишал. Значи и од луѓе кои што не ги познавам, ми се јавува едноставно на некој начин да ми дадат поддршка и да побараат од мене да продолжам да пишам. И така четврток по четврток поминаа 3 години. Колумните во новинарството представуваат врв на една изградена професионална кариера. За да станеш новинар, колумнист треба да помниш долги години. Потаму ми прашањето како успевате да влезете во оваа сфера. Сепак повторно ќе кажам, вас ви адвокатурата нешто што ви е професија, но дали стигате се материјал за колумни има, тоа се согласувам со вас, но ме интересира дали успевате да стигнете сепак динамиката секој четврток за колумни, а при тоа да не ви е главна дејност, е тешко да се стигне. Дали успевате во? Да, успевам. Јас секако се подготвувам за моите колумни. Предходно читам, гледам изјавите што се дадени во јавноста, читам за некои историски теми и она што читателите ми кажуваат дека им е позитивно кај моите колумни, тоа што нешто можете и да научат од нив. Значи, некои историски теми кои што ги обработувам, некои работи кои што не се толку дообработени, а се поврзани со актуелните случувања, како на пример, нели како што реков, спорот кој што го имаме со Бугарија, односот на Бугарија кој што бил 45-та, да речеме, потоа до резолуцијата на Информбирото, тоа се теми кои што ние треба многу подобро и поздраво како држава да ги
да ги обработиме, за нашите преговарачки позиции да бидат појаки во преговорите кои што ги имаме со Бугарија. Мислам дека тоа не е доволно добро направено. Имате ли некакви сигнали од стручните и помалку стручните читатели и луѓето кои можеби нешто се прашуваат или чие мислење нешто значи во ова општество? Имате ли некакви сигнали дека можеби допрала некој од колумниве до нив и евентуално па дури и да не се согласуваат со вас, да влезат во дебата дека сте во право или не сте во право? Да, ви кажав, мене ми се вуат луѓе луѓе што не ги познавам. Но дали од овие, еве, околу спорот со Бугарија го спомнавте како пример, дали имате можеби некаков сигнал од тие што се прашуваат нешто околу тој спор околу Бугарија, да ве прашат или па да ви кажат дека не сте во право? Јас не сум експерт за тоа прашање, морам да признам. Не, вие сте Меѓутоа, Vox го кажувам Populi. само моето мислење. Populi А во од она што јас го гледам, не верувам дека тоа стигнало до оние кои што одлучуваат. Кои се плановите за понатаму? Продолжувате да пишувате? Уште наредните, оваков имате 49+1, дали може би ќе биде 79+1? Се надевам дека следните 50 години следните 50 колумни нема да ги објавам на мојот 100-ти роден ден, малку порано се надевам дека ќе биде тоа. Секако планирам да продолжам да пишувам, едноставно тоа на некој начин го чувствувам и како потреба, веќе и како должност да и се обратам на јавноста на овој начин. Ви благодарам за гостувањето. Само да кажам на гледачите дека колумните, збирката на колумни 49+1, првите 20 луѓе кои ќе се јават во редакцијата на Слободен печат ќе добијат бесплатен примерок, така да кој е заинтересиран да ги види ставовите на Марин Гавриловски, човекот кој пише колумни секој четврток за Слободен печат, нека се јават на тој број. А вас ви посакувам да продолжиме со соработка и да имате уште повеќе колумни, а повторно ќе кажем, имате материјал, ќе можете да го обработите. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас.